Имавме една ситуација со Ван де Бик, го спомнавме со едно меме во минатата епизода, сега пак го спомнавме на почеток на овој сегмент. Ван де Бик е играч кој што во ланскиот летен природен рок дојде за, нема да кажеме скапи пари во однос на тоа што го троши Манчестер Юнайтед, за некои 36-38 милиони. Мислам дека тоа е ефтин трансфер, пошто Ван де Бик стварно добар играч во Ајакс. Така. Мислам дека е она, супер трансфер, за ефтини пари го зема човекот поради тоа што он е одличен играч. Одличен играч. Сезона и пол подоцна, тој нема повеќе од 20 надпревари во лигата одиграно. Од достапни повеќе од 70 надпревари, така. Добива многу ретко шанса, во премиер лигава сезонава него ни помириса теренот, го пуштија во куп. Океј беше, добро. Меѓутоа, генерално впечатокот е дека Манчестер Юнайтед го купи за да го чува на клупа. И тоа за да го чува на клупа, ниту да го користи во последните 5 или 10 минути како некоја замена, едноставно Оле решава да не го користи Ван де Бик. Коментар за ситуацијата ми треба, поради тоа што јас уште пробувам да се одлучам дали е до Ван де Бик, дали е до Оле, дали е до некоја трета околност. Мектоминеј. До Мектоминеј е? Па не знам, мислам дека Юнайтед секогаш си има така, еве се нормално Лингард им е таков човек, меѓутоа еве Ники Бат што не знае шо како, ама име за хемијата или едноставно за таа публика таму да ги врзува или едноставно му дава срце на тимот и кога е овој во екипата го гледаш дека гине. Можеби не се докажува како него на тренинзите и не го гледам дека би му го земал местото него. За останативе за Погба или така натаму не верам дека општо станува збор. Да. Мислам дека главната дилема е тука дали да се игра Ван де Бик пред Фред и Мектоминеј, отколку пред Бруно Фернандес и Погба кои што си ги имаат зацементирано позициите и реално ретко кој играч во светот според формата моментално би можел да им го земе местото во составот. Имавме еден многу интересен коментар на Твитер кој што вели Александар, мислам дека се викаше момакот. Поздрав до Александар ако гледа. Александра пиша дека Дони Ван де Бик е промашено, во наводници промашено засилување, во кое што Манчестер Юнайтед гледа само утеха од тоа дека не успеа да го донесат Санчо минатата сезона, па тој беше купен при последните денови од трансфер периодот само како да го залечи неуспехот особено кај навивачите. Впечатокот кај навивачите го поправи за тоа што Юнайтед не се покажа баш на трансфер периодот. Ван де Бик, дали, општ впечаток од тебе поради тоа што веќе ја почна таа тема. Дали мислиш дека е доволно добар квалитет за да се најде во овој состав на Манчестер Юнайтед? Ван де Бик има квалитети кои што се специфични за него и не многу играчи од средината на Юнайтед ги поседуваат. Но Ван де Бик е одличен во средина кај што се игра брз напаѓачки фудбал. Тоа го видовме во Ајакс. Значи, брзи акции каде што нема просто многу за размислување, туку само едноставно тоа што си го работа на тренинг го применуваш на самата утакмица и знае да изигра одлично 1-2, да си сврли во празно, да даде асистенција, да даде гол. Он е одличен играч, но во Юнайтед дали можеби самата формација, играта, дали самиот момент дека тренерот едноставно не верува во тебе. Во психиката на човекот едноставно кога тој во кој што се огледуваш. А во кај знаеме снимки од тренинзи, може пуши цигари така. Тотално ништо не реално мора да има нешто. Али очигледно е дека Оле не верува во него. И можеби се тоа се одразува кога немаш доверба на тренерот, те пушта на утакмица, грешиш. Немаш самодоверба, грешиш. Немаш самодоверба, грешиш. Село тоа само се пролонгира. Мислам дека најдобро за него е само да смени тим. Да смени тим, да отиде во тим кај што ќе биде вреднуван, кај што ќе му се даде простор малце за да влезе во самата екипа и да се научи на целата игра. Он би бил одличен играч. Он е одличен играч. Само сега едноставно нема простор, нема шанси и едноставно нема услови за да биде тоа што е. Сменете го со Педри, земи го брз.
Мислам дека не би ја прифатил таа размена. На Педри колку му ставија 1 милиарда уствари откуп, така, откупна клаузула. Тоа мора да е грешка нешто. Не, Мислам дека е грешка зашто денеска нели слушнав за 1 милиарда дека ќе го купуваат Интер. не е грешка. Види, секој шпански тим кој им потпишува нов договор на играчите, односно кој им потпишува договор на играчите, мора да стави во договорот откупна клаузула и тоа се договара заедно со играчот. Така што реално повеќето од тие не се точни, бидејќи според таа истата логика Марко Асенсио има откупна клаузула од 450 милиони. Ама Не дека тогаш некој тоа ќе го 450 милиони ќе даде за Марко Асенсио, меѓутоа Реал Мадрид сака на некој начин да си го осигура тоа дека никој нема да ми го земе за ефтини пари. Како и да е преби го купил Интер. Преби го купил Интер, Преби убаво го. местенце, се тоа, Педри е добар дечко, ама реално А за милиарда би го купил Интер. мислам. Интер доаѓа со стадион, доаѓа со град, доаѓа... Не, нема... Има женски наивачи. Ма женски Мислам не. таму и скала дека имаат. Сигурно имаат скала, мислам... Миланска скала. Извини за таа, не знам јас. Ако ништо друго скала ќе да. Нема везе, да скала ќе земеме, да. Ајде, нема... О, боже. Има скала, не дека нема...